Марко, вие сте роден во Монтана, но значаен дел од вашето детство сте го поминале во Скопје. Каде највеќе се чувствувате дома? Искрено, цел живот сите ме го прашуваат ова прашање во Македонија и во Америка и двете места ги чувствувам како дома. Иако пореснав корем дел во Америка, секое лето се враќавме тука со мајка ми и тука ми е дома. Какви се вашите најрани спомени од Македонија и од училиштето Владо Тасевски во Козле? Најрани спомена во глава се као секое македонско дете, играње кошарка, фудбал на игралиште, седење во двор со баба ми, деда ми, со фамилијата, така. Тоа е нешто го паметите од тие денови? Да, баш така. Доаѓате од семејство каде што вашата мајка е лингвист и професор по македонски јазик. Колку тоа влијаеше да го зачувате јазикот и врската со Македонија, иако живеевте во Соединетите Американски држави? Премногу влијаеше тоа. Мајка ми и татко ми се двајцата лингвисти, така што од кога почнав да зборам со македонскиот со мајка ми и англиски со татко ми. Во Америка викаме bilingual, значи до ден денес јас зборам македонски со мајката, англиски со таткото. Двојазична комуникација. Така. Сега, како е да се расте со два идентитета, со оглед на тоа што вие сте државјанин и на Македонија и на Соединетите Американски држави? Дали ги чувствувате како различни или како едно? Па, ја ги чувствувам како различни. И многу убаво чувство е. Јас мислам дека сум многу благодарен, многу fortunate да имам две државјанства. И често луѓе ми викаат ти си по-македонец, по-американец, ама јас се чувствувам како целосно македонец и целосно американец. Како еден идентитет. Марко, вие студиравте на студии за животната средина и на геолошко истражувачки студии во државата Вашингтон. Што ве привлече токму кон оваа струка? Значи, од Америка сум од Монтана и Монтана и Македонија има преубава природа. Од мали години сакам планина и природа. Така што на универзитет земав еден ГИС час го викаме и беше интересен начин да комбинирам science со природа и така тргнав на таа носака. За вашата дипломска работа дојдовте тука во Националниот парк Галичица и со дронови и тоа што го нарекувате ГИС баравте дивоградби. Какво искуство беше тоа за вас? Беше преубаво искуство. За американски аспекти беше многу различно и мене баш затоа ми се допадна дека Македонија има толку природа и мора да ја сочуваме. И убаво беше да правам проект hands-on во Македонија. Има многу потенцијал за тоа. Марко, вие по дипломирањето решивте да се вратите во Македонија, иако вашето семејство остана и продолжи да живее во Соединетите Американски држави. Што беше клучно за да речете се враќам? Значи, ја дипломирав факултет крај на 2023 година. Купив едносмерна карта до Европа и завршив во Македонија и осеќав чувство као ми фали. Ми фали друштвото, ми фали колку е убав животот тука. И од тогаш се решив неќам да се вратам во Америка, барем сега во живот. Денес предавате ГИС на универзитет и работите како еколошки консултант, всушност е и еден од основачите на фирма во Македонија што се занимава со еколошко консултантство. Како изгледа вашата работа и што е она што најмногу ве мотивира? За предавањето на ГИС, тоа е само part-time работа. Најмногу што ме мотивира е колегите, искрено. Мал тим сме, многу паметни луѓе што се мотивирани многу, исто како многу млади во Македонија. Кога сме веќе кај младите, иако и претходно споменавте дека гледате голем потенцијал во оваа држава,
Верувате ли дека Македонија има потенцијал за млади? Јас верувам, познавам многу македонци и сите се многу паметни луѓе. Сите моја возраст, постари, помлади, мотивирани, паметни луѓе и ако го имаме тоа во општеството, има потенцијал. Марко, ако треба со една реченица да им кажете на младите македонци, македонки во диаспората, зошто треба да се вратат во Македонија или зошто треба да ја продолжат својата конекција со нашата држава, која би била таа реченица? Би кажал, имаме еден живот. Ова е времето во животот да дојдеш. Ние сме fortunate да имаме живот надвор од Македонија, го имаме тоа искуство. Да, зашто не, ова е периодот во животот. Така, и за крај на нашиот разговор, каде работите со мапи и податоци? Каде можеме најчесто да ве најдеме, да ве сретнеме? Покрај планина, на планина, покрај езеро или пак на велосипед? Сите од тие три работи. Планина многу обожавам, дали е планинарење летно време, се качив на кораб летоска прв пат, или скијање на Маврово или Шапка, исто велосипед, трчање по кеј, ама исто дружење со другари македонци. Тој аспект на живот го немаме во Америка, така што многу ми убаво. Така, Марко, ти благодариме што беше дел од утринската програма на македонската телевизија и се разбира, ти посакуваме многу успех и во работата и во животот овде во Македонија. Фала ви многу.